Објектот каде е сместен Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа е пример за начините на енергетска ефикасност, односно да се создава сопствена енергија, а воедно да не се загадува животната средина. Дел од стратегијата на Институтот за намалување на стакленичките гасови кои уништуваат атмосферата е создавањето на вакви енергетско одржливи згради. Зградата пред све има производство на електрична енергија од сонце, не во целост, во еден поголем дел, воедно се грее со геотермална топлинска пумпа, значи има грејење со геотермална топлинска пумпа, не се користи дури постоечкиот систем кој што го имаме, него сопствен систем за грејење има зголемена изолација на веќе постоечката изолација која што е исто така висок степен на изолација има самиот објект, така пошто е правен од префабриковани елементи, дополнително се појача, се зголеми изолацијата, значи на објектот. Имаме систем за грејење топла вода, значи од сонце, така да термален соларен систем, кој што исто така вградено во оваа зграда. Дополнително има со цел да не се отвараат прозорите, а за да се одржи квалитетот на воздухот, има два система за пречистување на воздухот, со уфрлање на свеж воздух од надвор, и со одземање на веќе постоечкиот загаден од дишење со CO2 воздух, и при тоа воздухот све што ќе се уфрли веќе има одредно предгревање, тоест значи има размена на температура меѓу исфрлениот и внесениот свеж воздух. Друг пример се поставените фотоволтаични панели, системи кои произведуваат електрична енергија од сонце. Се проценува дека преку овој систем 120.000 киловат-часови годишно во просек универзитетот презема енергија од оваа фотонапонска централа. Било интересно у идни значи да граѓаните почнат да размислуваат, нормално тука веќе има и неодредни законски регулативи што државата треба да ги реши, значи замисле се дека секој дома може да се инсталира таква постројка од 2 или 3 киловати со цел да утре кога има доволно сонце може да се користи од таа електрична енергија, а додека пак не е дома, сонцето произведува вишокот да го предава на системот. И практично на тој начин вие би создале хипотетички да веќе условно земено во дневен режим, да дури да немате потреба, не идеално се тоа зависи од колкав капацитет и така натаму, ама као концепт сакам да кажем дека сите кога дома би ставиле 2 до 3 киловата инсталираме такви панели, генерално би може да користиме сопствена енергија, вишокот да го продаваме на провайдерот, тоест како се вика на дистрибутерот, па утре се компензира колку тој зел, колку би предел, така да такви решенија Калифорнија веќе одамна има. И тоа се веќе подруги броила, значи ќе се брои, ќе се мери колку вие исто сте предале, колку во моментот во ноќни режим рецимо сте купиле и така натаму, али како решение тоа веќе се користи у светот. Институтот за животна средина во соработка со Технолошкиот парк има добиено грант преку Фондот за иновации, во кој може да ги вклучи и граѓаните, да учествуваат и директно да придонесат во зачувување на природната околина со промена на системот за грејење. Докажано и се покажа со анализи разни и практично дека најголем емитер во зимски услови и воопшто во зимата обично пиемот оди горе, најголем емитер на пием се домаќинствата или поточно употребата на дрвна маса, значи не култивизирана дрвна маса, не од ниво на пелет или некои специјални брикети, туку класична дрвна маса која што не се доволно суши, се става и да емитира и од таму се ствара генерирање на PM 10 и PM 2, значи уопшто честички во воздухот. Сега, идејата е, и тоа е предлог проектот, да идеално сите, да поголем број на граѓаните, наместо со дрвна маса, да почнат да користат друг тип на енергенс, во конкретниот случај тоа е електричната енергија. Но на кој начин? Не да купуваат ќумбиња на струја или гријалки или парно грејење, туку да полека се префрлјаат на вистина енергетски ефикасен модел на грејење, тоа е така наречени топлински пумпи. Што се топлински пумпи? Топлинска пумпа, почнувам прво од нашиот фрижидер дома, тоа е еден облик на топлинска пумпа, климатизерите што ги имаме, па до покомплексни системи кои што користат вода и така натаму. Концептот е топлинска пумпа. Што е предност на таа топлинска пумпа? А тоа е одлика на сите климатизери, сите инвертерски системи на климатизација што се во мода. Одликата е тоа што она што граѓаните би ги интересирало, дека вие за да добивате 4 киловат часови топлинска енергија од обична грејалка,
да ви ја пренесе, само кога компарација правим со грелката, исто тие котли за на грење, за грење што са за парно грење и така натаму. Значи, вие за да добиете 4 киловат часови топлинска енергија, вие треба да купите 4 киловат часови и да платите 4 киловат часови. Хипотетички, ако ова е просторија, треба да се дигне температурата за, не знам, да речем, за 2 степени, со една грејалка, со 4, како би рекол, грејачи, и ако треба да се даде, хипотетички, 8 киловат часови, значи таа ќе треба да работи 2 часа со полна моќност, да потроши 8 киловат часови, ако 6 денара киловат час, негде 48 до 50 денари треба да платите најмана за да ја подигне температура за 2 степени за 2 часа работа. Доколку наместо грејалка ставите еден инвертерски систем, вас ќе ви се случи, значи, за тие 4 киловат часови, исто така, тој нека биде со 4 киловати, он исто така ќе работи 2 часа, он ќе ви испорача 8 киловат часови, ќе ја загрее просторијата, ама вие ќе платите само 2 киловат часови.